Благодарам, подпредседателе. Втор ден од расправата, исто место, иста сала, денеска малку сменет составот на луѓето кои што се внатре улогите. По вчерашниот цел ден убедување дека неделовнички се става точка на дневен ред, а тоа е одлуката за разрешување на колега пратеник од Комисијата за прашањата на изборите и именувањата. Денеска по усвојувањето на дневниот ред може да здимнат малку владеачкото мнозинство, спрегата ДУИ и нивниот помал коалиционен партнер СДСМ и да го истераат тоа кое што го решија, односно она што представува врв на недемократијата, а тоа е разрешување на пратеник од работно тело без одлука на Комисијата за избори и именување. СДСМ и ДУИ денеска успеа и дневен ред да ни достават како што треба, затоа што вчера фокусот беше дали ќе имаат луѓе, еве го дневниот ред, горете. Очекувам дека нема да има реакции од колегите пратеници кои што вчера не убедуваа дека е исправен дневниот ред, и тоа на крајот се испостави дека истиот е грешка. Зошто? Затоа што не се размислува на чекорите и деловникот, туку се мисли како на еден недемократски начин, брутално кршејќи го деловникот на Собранието и Уставот, да се вметне точка за разрешување на колега пратеник од работно тело без предлог и одлука на Комисијата за избори и именување, нешто што во 30-годишната историја на плурализмот и парламентарната демократија и функционирањето на ова собрание, изменувајќи се многу состави на пратеници во собранието, многу председатели, многу владеачки коалиции и партии, се нема случајно никогаш. Дека ова е неделовнички начин на работа на собранието, имавме можност на 17 февруари на гостување на една еминентна телевизија да го слушнеме и председателот на собранието, господинот Талат Џафери, кој што на прашање дали на пленарка ќе го смени колегата пратеник, одговори дека како тоа некој замислува на сила да се тера работа на пленарна седница. Како на пленарна седница да оди материјал кој што не дошол од соодветна комисија. Како мисли да се спроведе полуделовнички и тоа кој мислил да го спроведе полуделовнички, нека дојде да го спроведе. Или ќе се спроведе деловнички целата оваа работа, или нема се спроведе. Беа зборовите на председателот на собранието пред само 2 недели на гостување на една национална телевизија. Ама очигледно после 2 недели проработија тесно партиските интереси и желбите за поставување на лица подобни, почнувајќи од Уставен суд до второстепени комисии и сите оние места каде што треба да ги пополнат владеачкото мнозинство ДУИ и нивниот помал коалиционен партнер СДСМ, се со една цел да се прикријат тендерите и незаконското работење во собранието. Ние во текот на вчерашниот ден за потсетување на граѓаните очекував дека председателот ќе отвори седницата, меѓутоа очигледно има некои обврски, па подпредседателот тука е и сега ќе биде, да речам, некоректно прашање да го поставам на подпредседателот, затоа што во текот на вчерашниот ден ние поднесовме 400 амандмани на оваа точка, затоа што ја разгледуваме во второ читање и согласно деловникот до почнувањето, односно изгласувањето на точката, имаме можност да поднесеме амандмани. Амандманите ги поднесовме во архива, согласно деловник. Од тука натаму, текот и каде заврши амандманите, немаме одговор. Ќе обарам одговорот во текот на денот од председателот на собранието, затоа што согласно деловник
дури и да се неисправни или било како пратеничка група треба да добиеме одговор на тоа што значи отфрлање на амандманите. Меѓутоа, очигледно, немајки можност врз основа на кој член од деловникот да се повикаат за отфрлање на овие амандмани и на тој начин да се ускрати можноста на пратениците да дискутираат и единствената алатка која што имаат е да дискутираат, односно точката, со забелешки кои што ги имаат, биле тие исправни или не, се ускратува, а владеачкото мнозинство, плашејќи се повторно да не влезе во опсајд и да ни достави писмо во кое што нема да знаат на кој член од деловникот да се повикаат, затоа што и самата одлука која што ја поднесоа врз основа на членот 114 и членот 118 од деловникот на Собранието се однесува на разрешување на луѓе кои што се избрани и именувани функционери. Тоа не се пратениците. Пратениците се еден највисок чин на избор, граѓански избор на граѓаните, а тоа е на непосредни демократски избори, и да се повикуваш неделовнички на член од деловникот и членот од Уставот, кој што се однесува на истата оваа проблематика, навистина е нешто кое што не остава да подразмислиме за начинот на функционирањето и спроведувањето на демократијата во оваа држава. Очигледно е, ќе зборувам малку и за етичкиот дел на работењето, изборот, па и доаѓањето на самиот предлог на пленарна седница за разрешување на колегата пратеник, кој што до вчера беше дел од парламентарното мнозинство и кој што во два наврати исто ова парламентарно мнозинство го гласаше за подпредседател на Собранието. Да дадеш поддршка на одреден пратеник во два мандати, во два различни мандатни состави на работењето на Собранието, да биде подпредседател на Собранието, а потоа да ги ставаш под знак сомнеш неговите интелектуални и персонални квалитети за расудување и членување во комисијата од прашањата од избори и именувања, навистина е несериозно од страна на владеачкото мнозинство, што ме доведува до фактот да размислам дека господинот Фадил Зендели единствено поради кое што не одговара е тоа што во негово присуство нема да дозволи да поминат партиско-коалициони владени договарања за лица и личности кои што нема да ги исполнуваат условите и ќе бидат единствено поставени на тие места да ги извршуваат владино партиските декрети кои што се договараат во кујните на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, кои што со нивното работење видовме дека приоритет и интерес им се тендерите и осиромашувањето на граѓаните, а не квалитетот на живот и состојбата во нашата држава. Зошто го зборам ова? Затоа што сметам дека доколку Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ беа на висина на задачата, ќе се подразмислеа да не ја целосно апсолутизираат Комисијата за избори и именувања и дека добро за демократијата е власта да бара одговор и договор за одредени места со консензус. Добро ќе беше доколку тие предлози што планираат да ги предложат за било која функција, вклучително и за членови на Уставниот суд, да поминеа консензуално и бидете сигурни дека верувам во тоа дека ниту еден пратеник во Собранието не би се дрзнал да одреден квалитетен предлог за било која функција го гласа негативно или пак не даде поддршка. Навистина, доколку
целта ви беше да воспоставиме институции во кои што ќе бидат поставени квалитетни кадри, во кои што луѓето кои што ќе треба да одговорат на функцијата за онаму за каде што се поставени се авторитативни, се луѓе почитувани во фелата и луѓе кои што држат до своето достоинство и држат до словото на законот, ќе немаше никаков проблем. Меѓутоа, очигледно е она што се случува во изминативе години, откако на власт се ДУИ и нивниот помал коалиционен партнер СДСМ, дека во државата единствен критериум за напредок е слепо климање со главата и извршување на наредбите на наредбодавците кои што доаѓаат од Илинденска и од штабовите од Бихачка и од Мала Речица. Епа, колеги пратеници, ние како пратеничка група ова нема да го дозволиме, строго ќе се побуниме и ќе реагираме на сите вакви наметнати решенија. Јас жалам што доколку не смогнете сила и не ја сопреме оваа постапка на нелегално и недемократско и неделовничко разрешување на колегата пратеник, дека секој еден предлог утре кој што би дошол од Комисијата за избори и именувања ќе мора да помине низ специјални филтри и ќе мора да поминат низ сомнеш сите оние кадри, затоа што навистина не веруваме дека целта и начинот на вакво неделовничко и на сила туркање на целата оваа работа во собранието ќе резултира со чесен избор на кадри и луѓе кои што ќе одговорат на задачата, а при тоа нема да биде фрлен сомнеш на зни. Дали ќе биде оправдано или не, не знам, меѓутоа самиот избор и самиот начин на кој што се доаѓа до оваа точка, имајќи во предвид дека во текот на вчерашниот ден повеќе од 8 сати се донесуваше дневен ред, имајќи предвид дека во текот на вчерашниот ден не знаеме што се случи со 400 амандмани од ВМРО ДПМН и неколку десетици, мислам, поднесени од другите опозициони партии, дека начинот на избор, текот на седницата и она што планирате да го направите во текот на денешниот ден, ќе доведе само до поларизација и злоупотреба на моќта, силата и процедурата во собранието, што сакале вие да признаете или не е добро за ниту една демократија. Ваков начин на демонстрација на моќ, сила и злоупотреба на процедура во собранието во моментот можеби мислите дека ве прави силни, меѓутоа верувајте, граѓаните го гледаат тоа и граѓаните реагираат на тоа. Рековте дека сте ја примиле пораката од граѓаните, ама очигледно дека не сте. 45 градоначалници на ВМРО ДПМН се само малиот удар кој што го доживувате пред поголемиот нокаут кој што ќе биде целосно освестување на ова владеачко мнозинство и начинот на нивно партиско, недемократско, авторитарно, па и би рекол криминогено работење на поголем дел од представниците на ова владеачко мнозинство и владеачка коалиција. Единствено нешто поради кое што брзате, очигледно е да се наполни Уставниот суд и не само Уставниот суд и сите други институции кои што треба да добијат дополнување на членови, а кои што зависат од Комисијата за избори и именувања, и дека ваквиот начин на избор и ваквиот начин на функционирање само го представува правото лице и она што го зборуваме во изминатиот период, ние како пратеничка група и представници на граѓаните, а верувајте, 44 пратеници е сериозна бројка која што треба да ве замисли кога реагира. Очигледно, единствен начин на функционирање на вас е со реакција на нашата акција, а без да размислите дали тоа што го зборуваме